Почитувани, добро вечер. Ја следите емисијата Став. Имам чест да го најавам вечерва гостин во емисијата Став е началникот на секторот за внатрешни работи Стојанче Величковиќ. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за гостување во оваа емисија. Добро вечер, благодарам за поканата, за учество во вашата емисија. За прв пат пред гледачите на Куманово. Гледачите на градот Куманово и сакам да дадам одговор на прашање кои ќе ми ги поставите, што ќе бидат од интерес за јавност. Да, токму така, кумановци вообичаено се заинтересирани за работата на полицијата. Веќе 4 години управувате со секторот за внатрешни работи Куманово. Претходно ги поминавте речиси сите нивоа на полицијско работење. Како сте задоволни од она што е сработено овој период? Со оглед на состојбата која затекнав во 2017 година од моите поставување како началник на секторот за внатрешни работи, можеме да кажеме дека имаме видни резултати во сите сегменти на полицијското работење, како извршување на работните задачи во криминалистичкото работење, јавниот ред и мир и сообраќајот. Можеме да кажеме дека ако направиме компаративна анализа споредбена со 2019 година, бележиме навистина добри резултати. Добрата поставеност, оперативна, организацијска, ни дава можност за подобро и поефикасно извршување на сите задачи врски кои ги имавме. Да, по некои што... наши статистички податоци, можам да кажам дека имаме за минатите 4 години осцилации, кои осцилации се однесуваат према време, простор и состојби во државата. Така можам да кажам дека 2019 година, откупниот 2020 година во откупниот број на кривичните дела имаме опаѓање за 13,9% во однос на 2019. А пак во 2018 имаме намалување на пријавени кривични дела од 16,7%. Во 2017 година имаме намалување од 3,2%, во 2016 имаме намалување за 7%. Но ќе напоменам дека тука имаме, ако направиме компарација со 2016 и 2020 година, знатно подобрување во домерот на расветување на кривичните дела, каде што во 2016 година имавме реализација на од 65,5%, додека во 2020 година имаме реализација од 72,6%, што значи дека со годините назад за 4 години, во континуитет секоја година имаме зголемување на реализација за некаде околу 10,8%. Во теке реконструкцијата на објектот на секторот за внатрешни работи, навистина се работи за постар објект, постара зграда во која што мислам дека и не беше инвестирано досега. Видите, во право сте, значи секторот за внатрешни работи, односно полицијската станица за општа надлежност во Куманово е изградена уште во 1929 година во кралството на срби, хрвати и словенци поправо. Тогаш имаме некој податок дека дел од просториите биле конјушници на жандармерија, тогашните, и сега тука имало надградба. До некаде 81 година имало затворски дел за издржување на санкции на затвор, а останатиот дел е доградуван некаде 2000-2001 година. Но со програмата што е отпочна владата на Република Северна Македонија и начело со министерот Оливер Спасовски на Министерството за внатрешни работи,
отпочнаа со реновирање на многу објекти во Министерството на ниво на Република Северна Македонија, каде што, еве да кажам, дојде и редот за комплетна реконструкција и реновирање на полициската станица од општина Денос Куманово, каде верувам дека за до крај на месец јули и почеток на месец август треба да биде пуштена во употреба, а прашате за динамиката на одвивање на реновирањето, оди според планот, одиме во фази за да може нели воедно и покрај реновирање да имаме простор и начин како да ги извршуваме редовните работни задачи истовремено. Да, токму така. Колку пандемијата влијаеше на работата на полициските припадници, тие активно се вклучени во оние мерки за почитување, носењето на маски, меѓутоа и полицискиот час кој се уште е активен. Па како што знаеме сите дека покрај други чинители во справување со пандемијата, една од главните улоги ги има и Министерството за внатрешни работи, односно вработените во секторот за внатрешни работи Куманово, а тоа значи дека и тие, тоест сите ние не сме имуни од вирусот, така да покрај сите отежителни околности најдовме начин како да одговориме на сите предизвици, односно на спроведување на законските прописи од здравствената комисија и протоколи, каде што даваме на секојдневно наша активност. Имавме и ние во неколку временски интервали, тоест периоди каде што нашите вработени беа исто така, имавме понекогаш и некоја бројка од повеќе лица во изолација или се лекуваат COVID-19, но изнаоѓавме начин како со од други организациони единици со ангажирање на кадри кои не се по попис на тие работни места, моравме така да настапиме, ги потполнувавме тие работни места, се со цел да не трпат работите кои се секојдневни на рачун за да не можеме да се справиме со пандемијата. Веќе напоменавте за одредени резултати, да започнеме најпрвен со во делот на безбедноста во сообраќајот. Што бележите на ова поле? Па безбедноста на сообраќајот е секојдневна важна работа за секој граѓанин. Па од тука Министерството за внатрешни работи, односно секторот за внатрешни работи Куманово, пристапи кон преземање на мерки и активности за да кај граѓаните се развие јавната свест кај сите категории на граѓани за почитување на сообраќајните прописи преку наши програми или сообраќајни поуки. Исто така работевме на не е само како на превентивен план, него ли со директно учество на полициските службеници активни на терен за превенција, тука има значење. Да, има значење и активни на терен за да можат да се регулира безбедно сообраќајот. Имате соработки со Републичкиот совет за текомниот проток на сообраќајот да биде. Па тука ние бележиме навистина тука добри резултати, така да можам да кажам имаме намалување од вкупен број на пријавени сообраќајни незгоди за 29,3% споредбено со 2019 година. Имаме намалување на сообраќајни незгоди со потешки последици од 25,5%.
и намалување на смртност при сообраќајни незгоди од 16,6%. Ако земеме и други анализи, значи сообраќајни незгоди кои се случуваат на ниво на сектор за внатрешни работи, 88% припаѓаат на сообраќајни незгоди на полициската станица за општина делност Куманово, 11% припаѓаат на овара Крива Паланка, 9% припаѓаат на овара Кратово. Тука можам да кажам дека во овие две овара имаме исто намалување на сообраќајни незгоди со потешки последици за 24,5% и намалување на смртност за 8%. Да. Што велат податоците во однос на криминалитетот, тешките кражби, разбойништвото, семејното насилство и слично? Па вака, значи, како што спомнав претходно, ние во 2020 година имавме нависено намалување на криминалитетот, а зголемување на реализацијата. Можам да кажам дека што се однесува за тешки кражби, имаме намалување на пријавени кривични дела тешки кражби споредбено во однос на 2019 година за 34,4%, а тука посебен акцент ја ставиме на тешките кражби што се однесуваат од куќи и станови, исто така намалување 33,4%, што е солидна бројка во услови на пандемија да постигнеме такви резултати, а при тоа ќе кажам дека имаме намалување на разбойништво и разбойнички кражби за 43%, а реализација е 25% споредбено во однос на 2019 година, кога била 21,4%. Наркотичните други се присутни и на нашиот регион. Какви се тука показателите? Па видите, откривачката активност и бројот на поднесени кривични пријави на ниво на секторот за внатрешни работи, како и количини на откривачката дејност на количини на наркотички дроги, споредбено 2019 и 2020 година, во однос на 2016 и 2017 година, пак покажуваме добри резултати, но ќе кажам дека и имавме неколку успешни акции на откривање на неколку места на насад на канабис. За предедно известно време ќе кажам дека на подрачје на овара Кратово во село Којково откривме насад на марихуана во пластеници со некоја прилична количина и лабораторија, а работевме заедно во содейство со сектор за внатрешни работи Штип и откривме и мини лабораторија за производство на масло од канабис. За информација за граѓаните не напоменавме само дека секторот за внатрешни работи покрај Куманово ги покрива и регионите Крива Паланка, Кратово. Значи, секторот за внатрешни работи покрива 6 општини, ги покрива општината Крива Паланка, општина Кратово, општина Ранковци, Старо Нагоричани, Куманово и општина Липково. Целиот североисточен регион. Да, токму така. Јавниот ред и мир кај граѓаните често создава страф за безбедноста, особено кога прекршителите се малолетни лица. Колку на ова поле, какви се резултатите, што може да ни кажете? Резултатите, односно во јавниот ред и мир, од сите пријавени прекршоци, можам да кажам, повеќето се однесуваат по пат на карање и викање. Додека другиот процент припаѓа на извршени физички напади од едно лице и многу мале број
на извршени физички напади во група. На прашањето за учеството или во прекршоци од насилен елемент на малолетници, можам да кажам и тука дека бележиме добри резултати, а се однесува на тоа што во 2020 година немаме пријавено ниту еден случај, споредено со 2019 каде што имаме пријавено 4 случаи. Исто така ќе кажам дека имаме одржано 2020 година, тоест обезбедувано над 70 надпревари, каде во 2020 година, каде што имавме само еден инцидент. Споредено со 2019 кога имавме 4 инцидента. Инаку, ако гледаме по место на извршување на нарушување на јавниот ред и мир, имаме исто статистички показател каде доаѓаме до податок дека претежно 67% од нарушувањето се случува на улици, 2% во гостителски објекти, 0,5% се случуваат во семејствата, односно во домовите, и 0,61% во други локации. Да. Граѓаните и во минатото и сега еве наближува и пролета, летниот период, имаат забелешки на брзото возење на поединци на булеварот Октомвриска револуција во близина на Киот, вообичаено тоа се малолетни лица. Кои се плановите за решавање на овој проблем? Знаеме дека малолетниците знаат дури да ги користат за така наречени возилата за трки или за слично. Дали планирате зголемено присуство на полициските припадници на овој потек? Да, СБР Куманово години наназад, за овие 4 години знаеме дека култно место е Кејот, односно Октомвриската револуција, улицата во Октомвриска револуција, тоест булеварот, каде што најчесто се собираат повеќе млади граѓани и тука доаѓа до навистина поголема концентрација на нарушување на јавниот ред и мир, како и на и се прават сообраќајни прекршоци. Па од таа причина СБР Куманово за оваа летна сезона планира да имаме зачестени моторни служби, каде ќе вршиме зачестена радарска контрола. Исто така ќе работиме на едукација на развивање на јавната свест за сообраќајна култура на сите учесници со кампањи на сите учесници во сообраќајното, се мисли и на мотоцикли, на велосипеди, со мотори, на велосипеди. Клучно што ќе биде исто така, ќе имаме 24 часовно покривано и со позорна служба, каде ќе имаме 24 часа присутност на полициски службеници. И овдека мора да напоменам, значи на почетокот на 2021 година имаме измени во законот за безбедност на патот на безбедност на сообраќај на патиштата, каде што во член 344 став 1 и 2 се вели дека лица кои управуваат моторни возила без да е возилото регистрирано, односно да се продолжи важноста на сообраќајната дозвола, возилата се одземаат во трајање од 90 дена и се наплаќа парична казна. Возилото на собственикот се враќа по истек на 90 дена и возилото доколку го регистрира. А ова важи и за моторцикли, како што кажавте, и вие дека со стварање на обучава, организирање на мототрки, подлежат на овој член и имаат иста мерка. Одземање на мотоцикл од 90 дена, парична казна, а враќање на истот по 90 дена. Тоа ќе бидат некои наши алатки, кои ќе, кажам дека,
ќе имаме и тука успех во справување со такви девијантни појави. Да. Како гледате на соработката со граѓаните, довербата и што во тој контекст презема СВР Куманово, меѓутоа и се променили она мислењето дека граѓаните треба да стравуваат од полицијата? Па целта на Министерството за внатрешни работи, односно спроведувајќи ги стратешките планови на Министерството за внатрешни работи, како и програмата на секторот за внатрешни работи во Куманово, во изминатите години, откако сум назначен како начелник на секторов, ние активно работиме на перманентно спроведување на сите законски прописи кои се во надлежност на Министерството за внатрешни работи, а воедно работиме и соработуваме и со други институции кои се од државно и локално ниво, кои спроведуваат закони и кои од нивна надлежност, и со тоа за да на некој начин биде по-безбеден животот на граѓаните во градот, презимаме оперативни мерки за да го спречиме секој вид на криминалитет, а тука е и рано откривање, односно навремено откривање на сторители на кривични дела, како и од момент на дознавање за сторено кривично дело, енергично реагираме на откривање на сторителите со презимање на соодветни поднесоци до надлежните органи правосудни. Тоа е исто така и ние работиме и по наши приоритети кои ги имаме во планот и во програмата на секторот за внатрешни работи, а тие се приоритети кои ги спроведуваат и другите ОВР и полициски станици, а тоа е намалување на криминалитетот, зголемување на реализација, спречување на намалување на улично дилерство на опојни дроги, спречување на нарушување на јавен ред и мир од помал или поголем обем, како и сузбивање на малолетничка деликвенција. За квалитетот и по-ефикасно работење на полициските службеници во секторов работиме и на едукација на кадрите со обуки од различити области на современиот криминалитет. Тие обуки ги вршат преку ментори, а особено се работи за ново работените, но и другите вработени од сите организациони единици. Со тоа ние очекуваме дека ќе имаме подобри резултати и поефикасно работење на терен. За крај едно приватно прашање, кој е всушност Стојанче Величковиќ надвор од полициската станица? Стојанче Величковиќ надвор од полициската станица, односно надвор од работното време, е пак полициски службеник. Секогаш сум достапен за извршување на сите задачи обврски и навистина да кажам дека немам работно време. Инаку сепак сум благодарен на моето семејство кој ми дава подршка и моите пријатели. А тука е значи дека се откажуваме од некои приватности од секојдневниот живот. Инаку во Министерството сум работен од 1992 година. Имам работено на повеќе работни места. Дипломирав на Факултет за безбедност во Скопје. И мојата цел
како раководител на овој сектор за внатрешни работи, уманово да дадам белег, да стремиме кон подобро професионално извршување на задачите на страна на полициските службеници, каде што ќе се враќа довербата кај граѓаните уште повеќе и да имаме мирен и безбеден град за живење. Токму така. Ви благодарам на одвоеното време. Се надевам дека одговоривме на дел од прашањата кои што ги интересираат кумановци и дека во скоро време повторно ќе може да ве видиме во нашето студио. Благодарам за поканата и сегаш сме отворени за соработка и со вашата куќа и со другите новинарски тимови, така да секое време може да сработуваме. Благодариме. Благодарам. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.